Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам, Валентина Димовска од СОС Детско село и фитнес тренерот Дејан Пауновски. Останете со нас до 11 часот. Продолжуваме со нашите гости во студиото, како што видовте во најавата, повторно спојуваме најразлични професии на една трпеза, кои што секако имаат многу што да ни кажат. Убави јубилеи се прославува, убави настани кои што не очекуваат, а секако и кога станува збор за здравјето и за она да изгледаме убаво за животниот стил, има многу што да кажат нашите гости заеднички. Во овој дел од денот, по 9 часот, ваши домакинки, а и на нашите гости ќе бидеме јас и колешката Цеце. Добро утро и за тебе. Добро утро, Вирче. Официјално многу убава најава даде. Не знам дали имам што да додадам, освен дека се надевам дека ќе имаме навистина доволно време да споделиме се што имаме со нашите денешни гости. Ќе се потрудиме да бидеме конкретни и да бидеме доста едукативни, забавни, интересни, за да останете се разбира на канал 5. Да ги представиме Вирче уште еднаш гости. Така е, да посакаме добро утро. Веднаш до мене е професор доктор Владимир Трајковски, кој што е редовен професор на УКИМ, но и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Повод за денешното гостување е јубилеот 25 кој што го прославите, но и други некои работи кои што ќе најавиме. Добро утро. Добро утро до вас, до сите во студиото, секако до вашите почитувани гледачи. Мило ми е што ме поканивте во оваа ваша утринска емисија, која што е доста популарна. И на почетокот јас би сакал вас да ви подарам како моја поранешна студентка еден пријачник, подршка на социјалните вештини и позитивно родителство, кој што е во издание на Македонското научно здружение за аутизам. Да, не сме се виделе што се вели одамна. Да. Да, ви благодарам секако. Веднаш до вас не е Валентина Димовска, која што ни доаѓа од СОС Детското село. Ќе најавиме исто убави работи со вас. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро на вас, добро утро на гостите и на сите гледачи кои денес не пратат. Така, и веднаш до вас ни е нашиот Дејан Пауновски, фитнес тренер, кој што навистина во изминатите повеќе од 15 години веќе е познат фитнес тренер, едукатор, на некој начин ги менуваш животите на луѓето, доста си популарен и еве по прв пат во Здраво Македонија се радуваме што денеска си тука да споделиме убави информации. Фала ти за убавата најава. Добро утро на сите, на оваа убава екипа. Добро утро на сите што не гледаат. Се надам има голем број. И се надам дека ќе имаме добар момент. После 15 години сум во канал 5, дефинитивно оддавна не сум бил. Драго ми. Сета последен пат. Так, супер, драго ни е што сите се дружиме, како што кажав, различни професии, имаме убави работи да најавиме. Професоре, вие сте председател на Македонското научно здружение за аутизам. Прославивте на 22 мај, прославивте 25 години. Освен тоа, вие сте редовен професор на УКИМ, доктор по медицина, генетичар. И во однос на овој јубилеј кој што го направивте, да ни кажете малку повеќе околу прославата, како еве овие 25 години се борите на некој начин со аутизмот. Благодарам за прекрасната најава. Токму така, на 22 мај минатиот четврток на Филозофскиот факултет, каде што и нашето седиште, го прославивме овој јубилеј. Немаме обичај да славиме родендени, ова прв пат на 25 години, значи четврт век, еден макотрпен од борба со цели харибди, што велат, во општеството на секое ниво. Значи и со родители на невротипични деца кои што треба да ги прифатат, да ги навикнеме, да ги едуцираат сопствените деца, да ги прифатат децата кои што се поинакви од нив, со аутистичен спектар, понатаму борба со системот, борба со менување на авторитетите од лева, десна опција и така натаму, подигнување на свеста и тоа мислам дека и одамна веќе и го завршивме. Сега сме во некоја фаза каде што работиме на прифаќање на децата и на лицата со аутистичен спектар, затоа што сметаме дека тие мора да бидат рамноправно прифатени од општеството. Инаку прославата заради настанот во Кочани кој што не потресе сите,
Како беше поскромна? Да, поскромна беше и намерно тоа го прилично планиравме поголем настан, но заради тој настан рековме дека не е време за големи прослави, сакавме само да го одбележиме со 60 на луѓе, одбрани луѓе, тоа се наши пријатели и членови на Сдруженијето, родители имаше и точки на деца со аутистичен спектар, значи едно дете испеа Мојата Македонија, друго рецитираше стихотворба, третото девојче имаше изложба на цртежи во улата на Филозофскиот факултет. Браво. Потоа поделивме плакети и благодарници на сите заслужни. Всушност сакате да бидете гласни на поинаков начин со најразлични проекти и едукација, отколку да речеме со некои прослави. Вие во 2004 го воведевте предметот аутизам во курикулумот на последипломските студии на Институтот за дефектологија, истражувачки интереси покрај аутистичкиот спектар нарушување, се и хуманата генетика, физиологијата и медицинските аспекти на инвалидноста, но кога сме кај истражувањата, испитување на микробиомот за деца и лица со аутизам е нешто интересно и актуелно, кое што еве ние ексклузивно сакаме да ни го споделите на Канал 5. Да, тоа е најново и благодарам за што сте ги следеле моите медиуми. Токму вчера го објавив ова на мојот блог. Во договор со две колешки од Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот факултет, решивме да го спроведеме ова истражување. За сега не е на ниво на проект, бидејќи не е финансирано од никого. Да се надеваме дека во иднина дали Министерството за здравство или некоја друга европска институција можеби ќе има интерес да го финансира. За сега ќе оди со финансија од фондот и со партиципација од родителите од 550 денари, оние кои што сакат. Инаку микробиомот го имаме сите ние. Тоа е таа нормална цревна флора која што ја содржиме сите со бактерии, 300 трилиони се претпоставува дека имаме, но кај децата со аутистичен спектар таа е нарушена и фактички дали е таа показател, со тоа ќе биде некој показател дека има предиспозиција нели за аутизам? Да, во диагностиката не може многу да помогне, но може да помогне во третманот. Затоа што во третманот точно ќе се знае кои бактерии да речеме се недостасуваат и така натаму. Јас до сега давав пробиотици, што се вели во медицината, тоа е екс јувантибус, но и има корист доста од децата. Сега би знаеле попрецизно каде и кои соеви би требале да ги даваме, дали соеви бактероидоз, лактобацилус и така натаму. Така што може да се помогне во третманот со оваа диагностичка метода, да кажам, понатаму во трасирањето на третманот, бидејќи има доста студии и доста објавени трудови кои што ја потврдуваат оваа теорија. Дури истражувањата одат до фекална трансплантација, значи фекална трансплантација од лице кое што е сигурно здраво, за кое што сме сигурно дека има здрави бактерии во неговата цревна флора, да му се трансплантира на детето со аутистичен спектар, но за сега се уште тоа е во истражувачка фаза дури во светот. Така, добро. Но еве, ние не му се приближуваме на светот со истражувањата, благодарение на професори како што сте вие, кои што не ги доближувате се тие работи и нам да не бидат блиски и да бидат подобри. Да дојдат сите родители кои што имаат дете со аутистичен спектар, не е скапа методата, реков 550 денари, само треба да дадат фецес, нема боцкање, нема инвазија и така. Да, убаво. Ви благодарам многу. Дејан Пауновски, познат како Паки, вљубеник на железниот спорт, кој постојано учи и се надградува, повеќе кратен државен шампион, освојувач на медали и учесник на бројни меѓународни надпревари, балкански, светски, меѓу кои и Арнолд Класик Европа. Веќе 15 години успешен персонален и онлайн тренер, ментор, одговорен за многобројни животни и телесни трансформации, нутриционизмот е некако најака страна. Па еве, ни доаѓа лето, верувам дека не само дамите и мажите сакаат да ги изгубат некој на кило кое што качеле во текот на зимата, па кој е најбрзиот начин да се изгуби телесна тежина и дали треба да ги броиме калориите? Да, добро кажавте. Фактички најбрзиот начин
на губење телесна тежина, најчесто е најпогрешниот. Многу луѓето сакаат да постигнат по тој скратен пат, али често тоа е најтоксичниот и најпогрешниот пат. Бидејќи губење тежина и губење на масти се често пати и контрадикторни и различни нешта. Можеме да изгубиме телесна тежина, пример десетици килограми, ама мастите да останат дури и непроменети. Се видам многу такви ситуации кај клиенти, така да треба да се фокусираме не баш на броење на калории, бидејќи калориите не ни се некоја гаранција дека ќе успееме визуелно, естетски можеби да се смениме, меѓутоа од здравствен аспект и мускуларен, броењето на калории ништо посебно не ни кажуваат, додека броењето макроси, макронутриенти се некоја гаранција дека ќе изгледаме добро или дека ќе напреднеме на перформанс, на енергија, сила и слично. Така да јас секогаш преферирам броење на макронутриенти и не само следење на вагата, на килограмите, туку и визуелна состојба, и телесна, и емоционална. Обем? Па и обем мерење, да. Вагата некако не е баш валидно мерило колку сме напреднале, колку треба да напредуваме. Така, чисто пати ваката, да речеме, знае да покаже пример, да кажеме, еве, кога сме почнале со некоја физичка активност со 70 килограми, па после одреден период да имаме 72 или 3, меѓутоа визуелно некако е помал обемот и има друга форма на телото. Да. Сме зголемиле килограми. Да, па многу е битна, важна и таа телесна рекомпозиција. Колку имаме од нашето тело и тие килограми, колку од тоа се мускули, каква структура имаме, колку е интрацелуларна вода, колку е екстрацелуларна вода, колку имаме масти, целулит, гликоген во нас. Така да вагата не е некое мерило. Јас секогаш на клиентите им преферирам да ми испраќаат и други телесни мерки, по можност и in-body анализа. Денеска е тоа многу актуелно, по повеќето модерни теретани ги има анализи на структура на телесна композиција, за да знаеме што содржи нашето тело и така полесно можем јас да им направам исхрана, отколку само да ми кажат каква е бројката на вага. Така, значи тоа би вклучувало колку е мускулната маса, колку вода има телото, масти колку има. Да. Ако сме кај првото прашање како може најбрзо да се изгуби, фактички мора секогаш да се запрашаме колку време сме граделе таа дебелина и гоезност. Па од тука прилика толку време ни треба и за да изгубиме? Па не мора да е толку исто време, можеби 10 години, 15 сме живееле во некоја голема гоезност и не можеме да очекуваме нереално и физички и ментално да се издржи за 5 недели да ги снема тие десетици. Тоа е сериозна инвестиција. Да. Така да секогаш треба да сме реални сами со себе, од кај сме почнале, колку време сме ја сумирале таа маса, квантитетна маса, за да направиме некој план како би требало да се движи, колку време би требало таа диета да трае. Да. Диета би ја рекол повеќе начин на исхрана и на живот. И на живот, така е, да. Да, бидејќи со брзање на такво шорткат слабење, најчесто се доживува и оној јојо ефект. И најчесто се враќаат килограмите дури и двојно. И повеќе, да. Да, така да и создава доста трауми психолошки, создава доста аверзија кон истиот тип на исхрана кој што бил рестриктивен и тежок. Затоа секогаш преферирам тип на исхрана кој што е прилагодлив и добар, благ, за да се одржи на долг рок. Да. Убаво кажаме, ќе продолжиме со Валентина, со вас нема да броиме калории, но имаме убав повод за кој што сте ни денеска гостинка. Ни се наближува денот на згрижувачките семејства и денот на детето кој што е на 1 јуни, а СОС детско село го одбележува денеска. На кој начин ќе го одбележите, за што се подготвувате? Да, денес ние ќе имаме еден голем настан, веќе го подготвуваме некое време. Се крчка веќе, 9:23. Да, и повод за овој настан ние пред се денот на згрижувачите, националниот ден на згрижувачите во нашата држава, денот на детето кој е меѓународен ден. Меѓутоа имаме и многу други работи заради кои сакаме да овој ден го направиме на тој начин да ни биде посвечен. Именно денес сакаме да ги отвориме и свечено работните простори на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, кои ги реновиравме и адаптиравме во... Честитки. Благодарам. И исто така сакаме да промовираме една нова услуга, која е нешто ново што го воведуваме во нашата работа со згрижувачките семејства, пред се со децата во згрижувачките семејства, а тоа е Центарот за психолошко советување, специјално образование и рехабилитација. Да, го споменавте Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Па прашањето ми е како СОС детско село ги поддржува згрижувачките семејства?
СОС Детско село веќе има долгогодишна традиција во поддршка на згрижувачките семејства, а во декември 2021 година и добивме едно, да речем на некој начин, и признание од страна на државата за нашата работа и можност да нашето искуство долгогодишно го прошириме и работиме на промовирање на мрежата на згрижувачи, создавање на еден ресурс во државата кој што ќе може да одговори на потребите на децата кои што се без родител и родителска грижа. Значи, ние веќе неколку години работиме на промоција на згрижувањето и зголемувањето на бројот на згрижувачите, а истовремено работиме и на поддршка на згрижувачкото семејство од моментот на сместување на детето во истото, па во текот на целиот процес и период на згрижување. Да, она што е многу важно да се напомене е дека всушност работите и со згрижувачот и со згриженото дете, Да, бидејќи и да. двете страни поминуваат низ некаков процес и треба навистина поддршка. Ќе продолжиме да зборуваме на тема згрижување, Вирче може да се навратиме на професорот. Сакав професорот да го прашам, вие членувате во Македонското здружение за хумана генетика, аутизам Европа, ЕАСПД и АССИД, и сте главен и одговорен уредник на интернационално списание Дефектолошка теорија и практика. Колку ова интернационално искуство ви допринесува во едукација и подигнување на свеста за аутизмот во нашата земја? Да, само мала корекција ќе направам. БЕФ на Дефектолошка теорија и практика, тоа е моето прво списание кое што го уредов со издавач Филозофски факултет и Институтот за дефектологија, како што порано се нарекувавме, сега специјална едукација и рехабилитација. Сега сум на меѓународно списание со седиште во Словенија од Универзитетот Алма Матер Европеа, се вика Journal of Health and Rehabilitation Sciences, односно списание за значи здравствени и рехабилитацијски науки, така да, слободен превод. Да. Секако дека сите тие членства што ги напоменавте во многу ми помагаат за она интерконекција со меѓународни професори кои што се еминентни во областа на аутизмологијата и од таму сум прибирал и собирам се уште искуства како би требало работите и нештата да течат во Македонија. Така што, например, во 2007-та Обединетите нации го востановија Светскиот ден за подигање на свесноста на аутистичниот спектар на нарушување и ние веднаш потоа во 2011-та, тоа би значило дека не доцневме многу зад западноевропските високоразвиени земји, само 4 години подоцна како здружение направивме еден голем настан пред споменикот на мајка Тереза, каде што продефилира над 1000 сигурно луѓе и сметаме дека од тогаш и медиумите и сите навистина има разлики, например, од 2000 до 2010 во однос на свесноста во Македонија, од 2011 до 2020 и сега во последниве 5 години од оваа трета декада од новиот милениум. Сметате дека треба повеќе да се зборува во медиумите, да се прави едукација во смисла со најразлични работилници, каде што ќе осознаваат граѓаните и сите оние семејства кои што имаат проблем со аутизмот и нивните деца. Да, како што и споменавте вие, јас медиумите играат круцијална улога и јас сум доста благодарен на вас и на други медиуми. Канал 5 секогаш јас ги следам нашите активности. Исто така, може би е позначено она што го потенциравте вие, тоа е едукацијата. Едукацијата и таа едукација, например, треба да оди и на ниво и на доктори по медицина. Бидејќи докторите по медицина, студентите на медицинскиот факултет слабо го изучуваат овој проблем. И јас кога сум бил студент, ништо не ми било кажано на студиите. Јас дури подоцна со пријавување на докторатот во 1999 година почнав да се занимавам со оваа проблематика. Потребни се многу едукации, многу работилници. Ние веќе ги правиме тие во здружението преку разни проекти, каде што се обидуваме да го пренесеме нашето знаење на поширока популација. Еве ќе напоменам еден пример. Нашиот последен проект,
тој Erasmus Plus проект се однесува на едукација на наставниците и професорите по физичко образование и спорт, каде што ние имавме веќе на 3 март семинар во нашето седиште на Филозофскиот факултет. Беа присутни околу 40-50 наставници и професори од основните и средните училишта, главно од Скопје, но имаше и од некои други градови од Македонија, каде што им пренесовме, сега се веќе е подготвен прирачник кој што ќе оди онлайн за нив, преведен на македонски, само уште некои финеси, тој ќе биде слободно достапен на нашата веб страница. И најверојатно кон крајот на годината или почетокот на другата, во рамките на истиот тој проект, повторно ќе ги поканиме каде што ќе имаме дополнителна едукација за виртуелна реалност, бидејќи кај децата со аутизам помагат, ќе треба нели да набавиме такви уреди за научари знаење. Сите ова ќе треба да им помогне наставниците и на сите они други како да се однесуваат со децата кои што имаат аутизам при физичка активност и при следење на наставата. Да, особено при следење на наставата и особено ако детето често пати заради галама, бевме сега известени, што за мене беше фрапантно, дека во одредени училишта имало и по 6 оделенија на часот по физичко. Колку и да е голема салата, 6 не ги оделенија се премногу и навистина тоа не е во ред и не е коректно и во таква галама детето со аутистичен спектар често пати знае да влезе во ние го велиме предизвикувачко однесување, па да биде автоагресивно или да биде понекогаш агресивно кон некое друго дете и да знаат како да постапат со него, дека треба веднаш да го отстранат од тој дел, да одиде во некој мирен дел, сензорен шатор на пример и така. Има методи кои што секако ние им ги пренесуваме на наставниците и тие беа доста задоволни. Така. Не, одлично, бидејќи како што рековте мора да се работи на едукацијата, затоа што доколку во одделението постои деца со аутизам и како што не треба да бидат постојат, инклузивноста не е веќе вклучена во образованието и се на некој начин самите го предизвикуваат детето да дојде во таква некоја состојба каде што па и другите дечиња ќе гледат и тука се ствара една нелагодност за сите и така да одлично ќе биде за сите овие работилници, верувам дека ќе водат со плод. Дејан, дали фастингот е популарен доста? Не само кај нас и во светот, доста по социјалните мрежи следиме најразлични, да речеме, бројки во однос на фастингот се појавуваат 12 часа, 14 часа, 16, па дури некои на 24 преминуваат. Колку фастингот е ефективен за градење на телото и за слабење? Па како што кажавте, да, фастингот е доста популарен, особено последниве 10 години. Луѓето ја користат како некоја алатка, инструмент за да дојдат до некое посакувано тело или избројана, замислена бројка на вага, али за жал популарноста е огромна и примената во фитнесот, меѓутоа ефективноста е премала, речиси и никаква. Заради тоа што фастингот има сосема друга примена и намена во некои религиски цели, меѓутоа во фитнесот може да направи повеќе штета отколку ефект. Претежно луѓето прават фастинг, фастаат, кажано, за да доживеат некоја аутофагија или за да ослабат. Меѓутоа, се додека не се избројат и менаџираат сите тие макроси и калории во тој прозорец од јадење или нејадење, нема како да се случи дефицит ни па слабење. Нема како да се ослободат мастите од телото. Затоа викам дека не е гаранција исклучиво оние луѓе кои што ги бројат тие калории и макроси за време на тој прозорец од јадење, да, ќе имаат ефект, меѓутоа не ради фастингот, туку ради дефицитот. Аутофагија можеме да постигнеме многу лесно на други начини, поефективно преку вежбање, преку било каков тип на исхрана со дефицит, со суплементација, со добро опоравување на телото, така да не е некоја загарантирана алатка, али е доста популарно и гледаме, како што кажавте, некои цифри 20 кг минус со фастинг, 15. Тоа се случува поради дефицитот на храна, не поради фастингот. Од здравствен аспект е окей фастингот, меѓутоа од визуелен аспект и од мускуларен нема да има прогрес, напротив ќе има штета. Може ли да објасниме што е фастинг за тие што не знаат? Да, фастинг е претежно нејадење неколку сати, одреден временски период со лимитирање на храна, само вода и суплементација може да се внесе.
всушност никаква калориска вредност не треба да внесеме. Добро. Добрата страна е што и се јаде фактички 4 или 5 часа. Има различни типови на фастинг, има некои фастинг по 16 часа, некои по 30, по 3 дена, како што кажавте. Тоа е во екстрема. Да. Да, меѓутоа има тука и здравствени проблеми заради тоа што ако не јадеме 16-18 часа и сакаме да внесеме 2000 калории, тие 2000 треба да ги вметнеме во 3 часа. Дигестивно тоа е многу голем проблем. И метаболички тешко се процесира, ќе имаме надоеност и може да создадеме многу интолеранција на храна поради гушење на дигестивен систем. Затоа велам поише штета има повеќе отколку ефект. Добрата страна е што при фастинг, при нејадење се активира и ослободува хормонот на раст, што е добрата страна. Лошата страна, најважна, затоа не го препорачувам, е тоа што се ослободува и кортизол и адреналните жлезди работат многу и луѓе што се хиперсензитивни на кортизол и адреналин буквално си отвараат проблем. Имаат поголема нервоза, несоница, стрес. Телото го доживува тоа како го регистрира како стрес. Нервниот систем пати со цел да се ослабе некој килограм. И кога ќе ставиме на вага, не се исплати. Не се исплати толку. Има многу поефективни методи кои што се издржливи на многу долг рок. Тоа не би можел да го, за мене лично не е, воопшто сум го пробал. Значи не го препорачуваш на твоите клиенти? Не го препорачувам, клиенти. Да. Особено оние луѓе кои што немаат направена хормонална и крвна слика, кои што не знаат какви им се параметрите, на своја рака да прават фастинг бидејќи прочитале на Facebook за фастинг, е малку опасно, не е баш така играчка. Фактички многу диети се опасни, а се актуелни и популарни, за жал. Да, секој треба индивидуално да му се пристапи. Да, не е за сите. И па кога смеете, кога ги спомнуваме она што е здраво, дали здравите намирници треба да ги лимитираме во однос на тоа колку ги конзумираме или пак тие може да се внесат во поголеми количини? Да, тоа е многу често прашање и актуелна тема. Многу луѓе мислат дека здравата храна може да се јаде неограничено и дека ако е здраво тоа е здраво и можеме да јадеме колку сакаме. Има голема разлика помеѓу здраво и диетално. Многу типови на храни се здрави, меѓутоа се екстремно калорични и не се баш за диета, односно може да се внесат у мали количини. Исто така и обратно. Колку, што беше прашањето, извини? Во однос на треба ли да ги лимитираме, да, здравите намирници. Ако е целта слабење, не постои доволно здрава храна што ќе не ослабе ако е со 5000 калориска бројка дневно. Да, имате многу шекери, на пример, 1 кило јагоди не може да изедеме. Тие се здрави, ама треба да се ограничи месот. Пример, банана, кихирики, индиски ореви се одлични од здравствен аспект и од дигестивен, меѓутоа ако се внесат до големи количини, нема опција како да ги потрошиме. Ова не важи за оние маратонци кои што трчаат по 40 километри, они секако трошат што и да изедат. За нив тоа не важи. Поздрав до сите маратонци. Дефинитивно, значи може да се ослабе и со нездрава храна, што е добра или лоша вест, не знам за среќа или за жал. Меѓутоа, со тоа не гарантираме здравје, гарантираме некој дефицит кој што може да го креираме дури и со Кока-кола и чипс, меѓутоа тука ќе пати здравјето. Така. Постои ли тогаш некоја магична диета која што не е толку рестриктивна и нема броење на калории, а може да не доведе може да не доведе до посакуваниот резултат? Ако е дознаете, кажете ми јас да. Може, да. Верувам дека тоа постојано го прашуваат. Да, дали можам се да јадам, а да ослабам, тоа е многу често прашање. Веројатно може, или пак ако се внимава има баланс. Па да, ако изброиме, ако изменаџираме калории, може. Меѓутоа, многу е важно да гледаме од здравствен аспект на долг рок тоа како ќе биде. Секој тип на исхрана е некако лимитирана. Ете, фастингот е лимитиран временски. Кето диетата е лимитирана со изфрлање на еден макронутриент, јаглехидратите, со цел да се постигне одреден ефект. Веганството е лимитирано или со животински, али веганство или вегетаријанство лимитирано со млечни животински производи, се е лимитирано. За жал не можеме да внесеме секој ден неограничено наша омилена храна и да очекуваме резултати. Но може да си направиме распоред. Може да си направиме распоред и може да си приуштуваме често пати задоволство. Не е така се црно дека мора цел живот само стек и ориз да јадеме. Да. Пилешко и ориз. Има баланс доколку се тренира редовно, доколку се опорауваме на дневна, односно ноќна база, доколку спиеме, можеме да внесеме многу наши омилени храни, доколку имаме потрошувачка, излезна калориска потрошувачка, доколку не трошиме, менито се намалува и калориската вредност мора да се намали, за жал. Затоа секогаш препорачувам да се јаде многу, не многу, доволно да се јаде, ама и да се троши многу, наспротив она
штетна диета е со премногу гладување, а со неактивност. Така. Тука буквално ни се активираат лошите хормони, не само што ќе изгледаме полошо, туку ќе се осеќаме многу полошо. Расположението ќе падне, ќе ни се создадат трауми на не си тема правиме диета, добро, да. и аверзија од така. А И дали од храна, постои не треба. лимит? Мора да постои лимит. Мора. Ние На се- се треба. За се треба лимит и осет. Ние сме многу научени да си приуштуваме задоволство и допамин секојдневно. Допамин и кога некој ќе ни скрати исхрана, некој омилен продукт, не фаќа паника и мораме бидејќи едно е да го најадеме, нахраниме желудникот и здравието, друго е Очите и умот. друго и е се. психата и нашите очи да ги нахраниме, тие се две различни работи, а често ги храниме очите и Да, задоволството. повеќе него ли од она кое што му е И потребно навиките на не се лоши, телото. да. Да, Валентина, ајте, спомнавте се со Цеце во однос на сите она кое што ќе се случува, но можеме ли да се направи некоја разлика помеѓу згрижувач и посвојувач? Да, апсолутно огромна е разликата меѓу згрижувач и посвојувач. Посвоителот во суштина со посвојувањето на детето станува негов родител. Фактички тоа е неговиот законски старател, родител и ја презема целата одговорност и улога што ја има и биолошкиот родител. Додека згрижувачот е лице кое што обезбедува секојдневна грижа и заштита на детето, меѓутоа детето под грижа има свој законски старател, си има можност да си комуницира и со своите биолошки родители, роднини, семејство по потекло, така да во суштина е многу различно. Голема е разликата. Огромна Може ли да објасниме како се станува згрижувач и кој се може да биде згрижувач? Како се станува згрижувач е строго пропишано во нашите закони, Законот за социјална заштита и правилници стандарди што се за згрижувањето, каде што згрижувач може да биде секој полнолетен граѓанин во државата доколку ги задоволува одредени критериуми како што се добро психофизичко здравје, документи кои се потврдуваат од судската пракса, како што се За неосудуваност, неодземено родителско право, неодземена деловна способност. Значи, треба да се има минимум стамбени и материјални услови, да се биде државјанин на оваа држава, да има место на живење во државата. Значи, тоа се законски критериуми кои што мора да се исполнат. Истовремено се проценува и се зема во увид целото семејство, бидејќи згрижувањето не е работа на или ангажман на еден член во семејството, туку е ангажман на целото семејство, тука се вклучени. И нема работно време. И нема работно време и всушност е начин на живење. Да, избор. Има ли некои обуки низ кои што треба да поминат сите оние кои што само имаат желба пред се да бидат згрижувачи? Да, има обуки, тоа се обуки за воведни обуки за згрижувањето и ние во ИСС детско село работиме според Прайд методологијата и во моментов, еве вчера започнавме во Велес една обука, пред некој ден во Кавадарци, од понеделник во Скопје. Значи континуирано работиме на создавање на што е можно поголем број на потенцијални згрижувачки семејства преку нивен вовед во овие едукации. Истовремено работиме и на тековни обуки со згрижувачите, бидејќи згрижувањето не е нешто што започнува и завршува со сместувањето на детето, туку бара постојана една надградба, професионален развој на згрижувачите, се со цел да се обезбеди најсоодветна грижа за децата во грижа. Така, професор, имате ли вие време надвор со сите своји активности кои што ги не обројавме, навистина сте активен во сите она кое што го работите како професор и во здруженијето, време за прошетка, малку рекреација? Па да, мора да се најде за тоа време, иако се помалку се за жал. Но порано кога бев помлад, доста спортував, особено кошарка, баскет, популарниот, нели, фудбал, како помлад, сега повеќе
пешачам и возам велосипед. Добро, и тоа е одлична активност. Ја мислам пак ќе се сложиш ти. Да. Велосипедот и пешачењето се одлични. Според мене е најдоброто кардио. Да, кардио е дефинитивно, кој што не ти истрошува многу, меѓутоа има потрошувачка на калорија, доста ефективно. Апсолутно, Так. затоа и го практикувам. И тоа е прошетка некоја вака сега во пролет, нели, парк или водно. Да, среќа имаме што блиско ни е планината. Тука ќе мора да направиме една кратка пауза. Ние ќе се освежиме со производите на стокомак од нашите пријатели и повторно ќе се вратиме во студио да секако продолжиме разговорот со нашите гости кои што ги имаме денеска.